Црните бројки во светски рамки кажуваат за голем број на деца чиј што труд се злоупотребува. Каде е Македонија на таа ранг листа? Така, бројките светски според меѓународната организација на трудот, односно ИЛО, кажуваат дека во моментов 246 милиони деца се фактички ставени во позиција да се злоупотреби нивниот труд на еден или друг начин, а 15,5 милиони деца од овие се фактички нивниот труд се злоупотребува во рамките на домакинствата, односно служат како помош или во некои земји се нарекуваат дури и слуги. Во Македонија, за жал, бројките исто така не се убави. Според информациите кои што ги има детската амбасада Мегеши во моментов, а исто така и од информациите од Министерството за труд и социјала, е дека во моментов 18.500 деца не се на училиште и не посетуваат образовен процес, а 2000 од тие деца се деца на улица. Овие деца на улица, ние секојдневно, како што реков, ги гледаме. Тоа се децата кои што продаваат ситни предмети на улица, децата кои што ги чистат ветробранските стакла. Меѓутоа, она што е уште пострашно е податокот дека над 1500 од овие деца воопшто не поседуваат изводи од матична книга на родените. И тоа е тука оној вакуум всушност што е создаден. Да, тоа значи дека бројката е многу поголема и на кој начин би можело да се придонесе да се надмине оваа тешка состојба. Така, за жал, тоа е некоја така наречена идеална бројка. Според нас сметаме дека бројката е многу поголема од ова. Овие деца кои што не поседуваат извод од матична книга на родени се фактички така наречени фантом деца. Практично не постојат. А доколку едно дете не е евидентирано, односно не постои, тоа значи дека не може да си ги остварува своите права и дека сите негови права се прекршени. Она што може да се направи е образование. Односно на денешниот ден и Светската меѓународна организација потенцира дека образованието е клучниот лек за овој проблем. Бидејќи доколку децата посетуваат образование и се стекнат со образование, тогаш нивните шанси за надминување на сиромаштијата и нивните шанси да бидат ставени во позиција да бидат злоупотребени, односно нивниот труд да биде злоупотребен, ќе бидат многу помали. Она што е уште пострашно е дека во овие податоци по злоупотреба на трудот не се подразбира само физичкиот труд. Значи како злоупотреба на трудот влегува проституцијата, влегува порнографијата, влегува трговијата со деца и уште многу други уште полоши форми на злоупотреба на децата. Доколку овие деца немаат извод од матична книга на родени, односно нема евиденција за нивното постоење, тие се веќе остануваат практично кажано плен на ваквите искористувачи на децата и на нивниот труд. Дневен центар има Мегеши во рамките на своите дејности. Дали успевате на тој начин дел од децата да ги канализирате во општествени рамки? Така, Мегеши уште од 2007 година го отвори дневниот центар за деца на улица. Во моментот во нашиот центар престојуваат 15 дечиња. Овие дечиња секојдневно благодарение на целиот наш тим, меѓутоа и на несебичната поддршка, љубов, ангажман на нашите волонтери, секојдневно овде добиваат образование, се стекнуваат значи со основно образование, основни социјални навики, основни навики за одржување на хигиената, се учат за тоа како да се грижат за своето здравје. Исто така на сите овие деца, меѓутоа и на нивните родители, бидејќи паралелно се работи со семејствата на овие деца, се вадат изводи од матична книга на родените, државјанства и посредуваме во вадење на сите оние документи кои што им се потребни за овие деца да може да бидат евидентирани, да може да си ги исполнуваат своите права. Оваа година може Мегеши да се пофали со тоа дека од нашата група од 15 на дечиња 3 веќе се запишани од септември во училиште. Така да на огромно наше задоволство и на самите деца можеме да се пофалиме со овој факт. Она што уште е важно е дека не само на овој ден треба да се работи. Детската амбасада Мегеши само го користи овој ден како уште една можност да упатиме апел, не само до институциите, до невладините организации, до граѓанскиот сектор, меѓутоа до сите нас, до сите граѓани индивидуално, да направиме се што е во наша можност за да придонесеме до намалување на овој, би рекла, страшен проблем. Бидејќи секој од нас може нешто да направи, тоа е вистина, и апелираме до сите граѓани на Република Македонија, слободно, доколку се сведоци на злоупотреба на детскиот труд, да не контактираат на бесплатниот телефонски број, тој е 0800 122 22, или било која друга институција надлежна која што може да се справи со овој проблем.
Бидејќи секое дете, сите деца се исти. Значи апсолутно секое дете е исто и сите деца имаат право на среќно детство. Колку дневни центри има низ Македонија, само дали знаете, не само вашиот и министерството отвараше некои дневни центри? Точно, ние како точна бројка немаме официјално колку дневни центри постоја, знаеме, нели, како што кажав, нашиот постои уште од 2007 година, меѓутоа очигледно недоволно. Бидејќи има потреба од повеќе дневни центри, не само во Скопје, бидејќи повеќето, односно сите се сконцентрирани во Скопје, има потреба и во источниот дел и во западниот дел од Македонија, значи апелираме до министерствата, до сите институции за што поголем број на вакви центри, за да можат што поголем број на деца да бидат вклучени, за да може да се инволвираат, за да може да се регистрираат и да може да ги остварат своите права. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.